Почитувам председател, почитувани колеги. Ова е втор ден да дискутираме за овој предлог закон и јас сакам да ве прашам, колеги, какво е ова предлог законско решение на кое не се јавувате да го браните? Ниеден од вас не се јави за збор или тешко е да се брани непринципиелно решение, ама можете вие, колеги. Ставете си рака на срце и терајте со лаги. Кога вашиот лидер може, зашто да не и вие? Колеги, пред нас е лично ваш предлог на закон за дополнување на законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа по скратена постапка. Најнапред, зошто по скратена постапка? Оваа традиција треба да престане во ова собрание. Во објаснувањето стои дека според член 170 од деловникот и се повикувате на делот дека ова не е сложен и обемен закон. Колеги, ова, како го предлагате, е многу сложен и обемен закон и сега ќе ви објаснам зошто. Сложеноста ја гледам во немањето принципиелност за овој предлог закон, а ова е заради следново. 13 ноември 2018 година носите ваков закон каде го лимитирате максималниот износ на планираниот пораст од најмногу 10% на сопствените приходи на основниот буџет во однос на просечно остварените приходи во последните 3 години. И одма после неколку дена, на 19 ноември, премиерот на состанок со ЗЕЛС дава изјава во која покрај другото ветува дека решавање на актуелните проблеми со задолженоста на локалната самоуправа во Македонија, како и финансиско стабилизирање на општините. Дополнително и тогашниот министер за финансии Драган Тевдовски на средбата пообјаснува дека планирањето на буџетите ќе се базира на реална основа, односно буџетот на општините ќе може да се проектира со максимални 10% раст во однос на просекот од остварените приходи во последните 3 години. Тие ветуваат дека со тоа носат мерка која представува гаранција дека проблемот со задолжувањето на општините нема да се повтори, затоа што ќе се спречат таложења на неплатени обврски и ќе се подобри финансиското работење на општините. Колеги, од 2017 година, а мислам и од претходно, ја убедувате македонската јавност дека треба да се реши проблемот со задолженоста на локалните самоуправи. И вие вака ли го решавате овој проблем? Ама затоа имате форма на работење пупу не се важи и одиме понатаму. Во меѓувреме по медиумите, за да се заборават работите, ВМРО ДПМН ќе биде криво за нешто. Да продолжам. Во време кога нема ковид криза, на која се повикувате во образложението, на 20 ноември 2019 година, една година подоцна, носите нов закон, тоест измени, каде го лимитирате максималниот закон на планиран износ во пораст од најмногу 30%. И на крај, се надевам, ќе биде крај, месец декември доставувате предлог за ново дополнување на истиот закон, каде го лимитирате максималниот износ на планиран пораст од најмногу 50%. Иронично да прашам, што не си ставите no limit? Понатаму, сложеноста ја оправдувате заради ковид кризата. Вие се изненадувате од ковид кризата исто како Македонија пат со снегот во зима. Колеги, март 2020 година е месецот кога и официјално овде во Македонија почнавме со оваа пандемија. Зарем од тогаш па до ноември немавте време да помислите на овој проблем? Зошто пак го спомнувам ноември? Заради праксата да ја запазите да имате и овде традиција. Ке претерам ако спомнам начини на одржување на традиција. А вие, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, да сте дел од власта. Традиционално ниско ниво на капитални инвестиции имате. Гледам традиционално нереални буџети на државно ниво креирате. Па зошто и овде да ја скокнете традицијата? Понатаму, да,
Сложен и обемен закон е заради времето, тоест годината на неговото носење. Колеги, прозирноста во намерата е голема. Во изборна година создавате можност за манипулација. Да образложам зошто го тврдам ова. 97 милиони евра вкупен долг на општините во 2018 година. 50 милиони евра со закон ги помогнавте општините. Значи, тогаш нив им останал долг од 47 милиони евра. И кога овој долг ќе се извади од денешните 70 милиони евра, не носи до заклучок дека општините креирале нов долг од 23 милиони евра. Нели им дадовме 36 милиони евра? Приметувате? Лудница станува. Милиони ве ги земаме, се задолжуваме и многу повеќе од сите нормални и ненормални граници и на крај само најбогатите во државава имаат право на живот, а ние останатите, ако преживееме, ќе раскажуваме. Продолжувам. На состанокот од ноември 2018 година одржан во влада на Република Македонија. Представниците од ЗЕЛС ја поздравуваат заложбата на владата да им се помогне на општините со што тие ќе можат со поголем капацитет да се посветат на конструктивната работа и решавањето на конкретни проблеми во интерес на граѓаните. Провокативно ветување, како што впрочем и тоа го знаете само. Ветувања, а реализација во некоја следна година. Да се вратиме назад поквалитетно во 2018 година. Цитирам: "Работам, ама не сакам да се сликам." Изјава на градоначалникот на Кисела Вода. "Не сакам да се сликам на секој завршен проект", вели градоначалникот на општина Кисела Вода. Градоначалник кој 9 месеци од назначувањето немал ниту една пресконференција на која ќе најавил почеток или реализација на одреден проект. А на веб страната на општината тогаш преовладувале информации за спортски, игри и културно-забавни манифестации. Тој тогаш тврдел дека работат, реализирале доста проекти, па поради тоа поголеми резултати и решавање на проблеми на граѓаните ќе се видат во наредните 3 години. 3 години поминаа и каде сме денес ние од Кисела Вода. Да има изјава денес градоначалникот, таа би била: "Сега не работам дефинитивно, ама сакам да се сликам. Мислам дека со ова темпо на неработење, тој сериозно ќе се слика на престојните локални избори." Негова е изјавата дека сајтот го користиме како информативно гласило, а не за себе промоција и затоа преовладуваат информации од јавен карактер. Ова е во 2018 година. Да, ама денес ако го отворите сајтот на општина Кисела Вода, имате: овде ќе се гради, овде ќе се чисти, овде ќе биде поубаво и на заедничка среќа го имаме кошаркарскиот клуб Бадел. Браво за нивниот успех, тие се светла точка. На ваквото работење каде во рок од 2 месеци се асфалтира улица и истата се прекопува, а не е еден таков случај во општината каде што се става предизборен асфалт, сега со овој закон има да се асфалтираат и планираните зелени површини. Така ќе се вадите со планот за во расадник. Жално е, колеги, или што би кажал еден министер, ваш срамота е, луѓе, срамота, не постојат граѓаните, општините од изборна година на изборна година, за жал. 2 пати ме одбивате со амандмани предложени за доизградба на булевар Борис Трајковски, ама затоа јавноста во следниот период ќе биде измамувана со ситни трикови, како оној пред неколку дена на градоначалникот на град Скопје. Најавениот капитален проект за доизградба, уредување и одржување на булевар во должина од 2 километри со вкупни приближно 32.000 евра. Планира градскиот татко да го заврши. За вакви измами кон јавноста треба во затвор да се оди, ама денес, што би рекол еден мој пријател од час на Teams, бидејќи нема национална платформа, потешко човек избега отколку од затвор или пак од државава. Богатите ни бегаат, срамота е, луѓе. Многу имам што да кажам за неодговорното работење на градоначалниците.
Многу имам што да кажам за одговорноста кога станува збор. И да скратам. Довршите ја мислата. Многу работи може во државава да се случуваат, се во правец на одржување избори со секако лоши и непринципиелни пракси. Значи попис може,